Значи, професоре, како што разговаравме и претходно, во однос на Министерството за политички систем, ги знаеме проблемите во изминатиот период. Значи, од таму има доста предизвици па и проблеми со кои што се соочува ова министерство, значи се уште на некој начин и се екипира, се нели таму и се селат во моментот, има и сознание дека доста од луѓето кои што се вработени не одат на работа од X причини. Па околу тоа би сакала да ја прашам, значи како може да биде ефикасно едно вакво министерство ако се соочува со вакви проблеми? Јас мислам дека во однос на основање на ова министерство, значи целта е поблиску да биде по решавање на одредени слабости во претходните влади. Значи првите согледувања наши, мислам дека научни се, од сите анкетирања што имаме направено со граѓаните, значи владата и предходната и секоја влада, значи нуди реформи во администрацијата и во текот на вработување реформа беше и овие што се вработени, а моментално не се активирани или не се на работните места. Значи од првиот аспект. Вториот аспект, секоја влада до сега нема направено математичка пресметка, значи колку му кошта еден администратор, значи материјалната пресметка, колку тој вложува во своето работно време и дали тој работи со загуба или не, дали тој е способен за да нуди на граѓаните тие услуги, за да граѓаните бидат значи задоволни со тие. Значи тука ни една влада нема направено истражување колку се граѓаните ги чувствуваат тие реформи. Повеќе се направени политички реформи меѓу политичките партии, но никој не водил сметка како е реалната состојба. Значи, ова министерство, по мое, има како основна стратегија, мора како во локалната самоуправа ако одиме и владината администрација како јавен сервис, во секоја администрација мора да води сметка, значи колку има вработени, дали во таа една институција се доволни 20 души или ги држи 80 души. Значи тука нема пресметано, водно сега може да ги разделиме локалната самоуправа и администрацијата и владината администрација, јавниот сектор во министерствата, во секаде. Значи прво што имам јас забележено од по анкетирањето на граѓаните, етичката способност им фали на администраторите. Значи, кога им викат, ево, на пример, не може ова работа да се заврши, со тензични разговара, значи гласот многу се слуша кај администраторите, што не е етички кодекс. Плюс тоа, граѓаните не знаат кога им е кафето пауза. Значи, секоја барање што прави граѓанинот, секогаш на кафе, значи мора тука да се донеси законска пресметка во кое време е паузата. Значи, овие основни работи што не води сметка владата, мора да ги знае. Значи, ова од реалните. После тоа, значи, роковите во администрацијата што се наведени во Законот за јавна администрација, секој документ, секој барање има определен рок за да добива одговор. Дали 3 дена, 5 дена, 18 дена. Од ова не имаме со месеци никаков одговор не добива. Значи, тука секое право, значи се ограничува. И мора да води сметка на тие раководители и администратори што даваат документи, кој ги дава, кој ги издава документите. Второ, доколку се на управните спорови што ги има, доколку јас не сум задоволен администратор, мора да се управувам на управен спор за било која работа. Исто така и таму нема рокови. Значи има случаи кога спорот го добива граѓанинот, некој X директор ме вика, сум јас директор, тоа право нема да го решава. Значи овие се искази на граѓаните кои мислат дека ова што ги прави реформите влади не се поклопува со индивидуата. Значи има сила, има институции каде директорот или шоферот е појак од директорот, бидејќи тој ги менаџира
од надвор работите. Значи политичка сила на вработените, на администраторите, значи тука не е распределено законски. Доколку се примат тие вработени, мора да постапат по етика на законот. Значи тука се мери силата на законот и никој не дава одговорност. Значи отчетноста и одговорноста на секој вработен мора иерархички да се респектира, да се почитува и да се биде до тоа. Плюс тоа, доколку вработените, значи во една канцеларија, значи секој граѓанин мора да знае освен правата што или обврските што ги има администраторот, што еден администратор работи, мора да знаат и граѓаните тој администратор што обврски има во статусот, нивниот статус и нивните обврски. Значи нема канализација меѓу граѓаните и администраторите кој што обврски и кој што треба да решава или да работи. Значи тука не ги знаат граѓаните. Да ве прашам токму ова со шоферот и шефот, нели, кој што нели нема хиерархија, а тоа всушност е индикатор дека партиите преку одредени луѓе внатре имаат нели поголема моќ врз практично институциите. И дел од овие, значи може да практично некоја институција може да биде искористена како место за вработување и вдомување на партиски кадри. Како е можно да не одат на работа луѓе кои што се вработени во администрација? Знаете, ние не го споруваме, бидејќи цела администрација се знае, секоја партија што доаѓа на власт, доаѓа преку нив. Значи, тие се користат машинерија на гласање. И од моментот кога они ги вработуваат, значи, они повеќе внимателност или одговорност им дават на партиите, него на администрацијата и на самите институции. И тука е проблем. Значи, има ментален проблем кај вработените, бидејќи повеќе се фокусирани на обврските кон партијата, него кон нивните секојдневни обврски. Ова мора да се пресече. Доколку не се пресекува, бидејќи имате, вие проверите институциите, доколку идете, било која институција, од моментот кога ќе ги предавате документите, одма меѓу тие површини има луѓе кои видат што ти треба на кој начин, кој може да заврши. Секој граѓанин кога оди во институцијата, прво зема информација кој завршува работа, како доаѓа до решењето, значи има одредени условувања, тука да не зборуваме за корупцијата кој е дел основно. Значи доколку не се почитуваат овие права 3, 5, 8, 15 дена, значи има се месеци тука, значи одредени луѓе го имат организираната работа, има направено тесно грло на кој начин да се завршуваат административните обврски работи. Значи повеќе ја мислам дека ова е поклоп на политичките партии. Значи политичките партии може да вработуваат, ама од моментот кога ги вработуваат тие луѓе не смеат да имат никаква обврска или никаква комуникација меѓу нив на кој начин да се завршуваат работи. Ние имаме друг проблем. Освен тоа, има и посебна политичка администрација, бидејќи дел од граѓаните кога ги имаат проблемите, не им се обраќаат на администрацијата или на институциите, туку одат директно во политичките партии, таму ги решаваат проблемите. Значи, ова е проблем на политичките партии кој треба да се прекинува. Или нека функционираат политичките администрација, нивна нека биде, и да ги знаеме обврсите на кој начин се завршуваат. Значи, тука самата политика има обвинување, не дека се граѓаните, бидејќи граѓаните го плаќаат сите сметки и нормално бараат квалитетна услуга.